Почитувани, денеска имам чест и задоволство да најавам неколку предлог мерки од областа на земјоделството, што се дел од политичката програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Владата на СДСМ во својот 4-годишен мандат ќе реализира проекти што се директно поврзани со вистинскиот развој на земјоделците и обезбедување достоинствен живот на земјоделците. Социјалдемократскиот сојуз денеска ќе најави 5 нови мерки. Првата мерка е сигурни и навремени субвенции со еднаков пристап до сите при доделување на тие субвенции. Втората мерка е ослободување на земјоделците од персонален данок. Третата мерка е еднаков третман при пензионирање за земјоделците и воведување бенефициран стаж кај професионалните земјоделци. Четврта мерка – инвестиции во системи за наводнување од 10 милиони евра годишно. Петата мерка – буџетска поддршка за зголемување на продуктивноста, финализацијата и извозот на земјоделските производи. Имајќи во предвид дека сегашната земјоделска политика е нестабилна и предизвикува носење на брзи одлуки со големи последици и долгорочно нерешени проблеми, главните приоритети и стратешки цели на владата на СДСМ ќе бидат насочени кон подобрување на влошените состојби во земјоделско-прехранбениот сектор. И тоа се подобро управување со ресурсите и институциите во земјоделството. Создавање на земјоделски политики што ќе градат модерно и развиено земјоделство. Поголемо издвојување средства од буџетот во капитални проекти со повеќе наменски социоекономски цели. Многу важно, земјата на вистинските земјоделци кои ќе создаваат модерно и развојно земјоделство. И пето, наместо политика на социјално субвенционирање, владата на СДСМ во земјоделството ќе воведе политика на правична распределба и поттик за поголемо и поквалитетно производство, со што ќе се мотивираат сите чинители во земјоделско-прехранбениот сектор да го дадат најдоброто од себе. Деталите за 5 клучни мерки ќе ги образложи професор доктор Татјана Прентовиќ, член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Денес ќе ви ги промовираме 5 мерки од земјоделската политика што планира да ја спроведува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кога ќе дојде на власт. Првата е сигурни и навремени субвенции со еднаков пристап до сите при доделување на субвенциите. Субвенции со одредена динамика на исплата тогаш кога на земјоделците најмногу им се потребни. Овој начин на добивање средства ќе го постигнеме со уредување на исплатата во одреден период од годината, кога таа ќе се врши. За сточарите во јули, после жетва, кога добиточната храна е најевтина, за да можат да ја купат за зимата, поледелците во септември за да се подготват за сејдба на житните култури, лозарите и овоштарите во февруари, пред почеток на новата реколта, градинарите во март, пред сеење или раседување, тутунопроизводителите по завршување на откупот на тутунот. Ќе овозможиме еднаквост на сите субјекти во остварувањето субвенции од земјоделскиот буџет. Ќе ги стимулираме и мотивираме сите субјекти кои се подготвени да развиваат вистинско земјоделство. Сега големите земјоделци добиваат многу помалку субвенции од малите. Една од најголемите контроверзи во моделот на исплата на субвенции е тоа што големите комбинати земјоделски стопанства кои одгледуваат голем број грла и обработуваат големи површини, добиваат многу помалку пари за субвенции отколку индивидуалните земјоделци. Тоа е доказ дека наместо окрупнување и конкурентност во земјоделството, основата на субвенционирање на ВМРО ДПМН е да ги задржи, да ги држи земјоделците во политичка зависност од власта. Втората мерка е ослободување на земјоделците од персоналниот данок. Ќе го укинеме персоналниот данок на земјоделците за остварен приход над 300.000 денари. Со сегашната земјоделска даночна политика, поголемиот број од земјоделците го плаќаат овој данок што изнесува повеќе од доделените субвенции што ги имале. Персоналниот данок за земјоделците изнесува 11,11% и тој представува давачка што го оптоварува нивниот домашен буџет. Овој данок го плаќаат земјоделците кои остваруваат приход над 300.000 денари и при тоа државата повеќе им зема од она што им го дава. Третата мерка ни е еднаков третман при пензионирање на земјоделци и воведување на бенефициран стаж кај професионалните земјоделци.
За повозрасното население ќе го изедначиме правото на пензиско осигурување на земјоделецот со работникот. Со стаж од 15 години и 64 години старост, тој ќе може да биде корисник на пензија. Ќе овозможиме остварување на бенефициран работен стаж за земјоделците. За 12 месеци работа, да им се признае работен стаж од 13 месеци. Оваа одлука ја подкрепуваме со фактот дека земјоделецот врши тешка и напорна работа, што може да се изедначи со работата и на градежните работници. Затоа оваа мерка е вистинско решение за регулирање на стажот при пензионирање на земјоделците. Четвртата мерка ни е инвестиции во системи за наводнување кои што ќе изнесуваат 10 милиони до 10 милиони евра годишно. Секоја година ќе издвојуваме средства од буџетот што ќе се инвестираат во капитални системи за наводнување. Недостатокот од вода во земјоделството, особено во летниот период, е услов за високо продуктивно земјоделство. Сушата, високите температури и покриеноста на површините со само 25 до 30% од истите површини ја наметнуваат оваа мерка како неопходна. Затоа ќе зголемиме искористеноста на постоечките системи за наводнување и ќе изградиме нови водни акумулации што ќе ги приберат водите од сите сливови. Ќе се формираат водостопанства и водни заедници на територијата на цела држава, со што управувањето со системите за наводнување и одводнување ќе помине во рацете на крајните водокорисници и ќе се обезбедат максимално ефектни услови по европски терк. Ќе субвенционираме 30% од трошоците за бушење нови бунари за наводнување на површините со земјоделски култури. Петата мерка ни е буџетска поддршка за зголемување на продуктивноста, финализацијата и извозот на земјоделското производство. Ќе финансираме од буџетот изградба и опрема на капацитети за производство на репроматеријали, за преработувачки капацитети и откупни центри од 15% од нивната инвестициона вредност. Ќе дадеме финансиска поддршка на компаниите извозници на конзервиран зеленчук и овошје за калибрирање на производството и за подобрување и користење на современа, атрактивна и брендирана амбалажа, за инвестирање во иновативни технологии за мрзнување и сушење и во финални производи, пакување, означување, во заштита на географско потекло, во заштита на автохтони производи, односно нивно брендирање и промоција. Буџетски ќе субвенционираме 30% од транспортот на извоз на финални земјоделски производи, од преработки од примарните земјоделски производи. По пат на јавно-приватно партнерство ќе создадеме услови за изградба на фабрика за производство на вештачки ѓубрива и на тој начин ќе го намалиме износот и цената на вештачките ѓубрива што сега ја имаат. Ова се денеска само 5 мерки од вкупно преку 50 мерки кои што се обработени во полето на земјоделството. Земјоделството е гранка од нашата економија која што поврзува најмногу граѓани во државата. Токму затоа е една од гранките на која што посветуваме најмногу внимание. Денеска си приличи овде во Гевгелија, од еден од најголемите македонски региони познати по земјоделието, да ги објавиме едни од најважните мерки во областа на земјоделието. Се надеваме по пат на сите овие дебати за кои што дискутираме ширум Македонија, на крајот, некаде во декември, меѓу 15 и крајот на декември, ќе излеземе со концепт кој што силно ќе го сврти вниманието и на земјоделците во Република Македонија.